civilmedia.mk. Овој предмет го отворивме по барање на поранешниот министер за внатрешни работи врз основа на информации изнесени во медиумите. Се наводи дека министерот во тоа време имал, како што и тој понатаму наведува, економска или финансиска поврзаност со отварање на бензинска пумпа и подружница за технички преглед во Куманово. Како реакција, веројатно, на медиумите, односно на информациите од медиумите, самиот министер дојде во комисијата и поднесе пријава со цел да се испитаат наводите од овие наводи во медиумите и евентуално да се види неговата вмешаност, како и во аспект на можниот судени интереси, бидејќи според наводите во медиумите, синот на собствениците на таа бензинска пумпа, на една собственици на бензинската пумпа е и советник во кабинетот на министерот. Ние вообичаено мора да признам да сам службено лице доаѓа и да побара да постапуваме по одредени наводи, но без разлика ние, како и секоја пријава, ги презеавме сите действија од наша надлежност и прво што проверивме беше да видиме собственичката структура на самата бензинска пумпа и подружница, од која што по Централниот регистар утврдивме дека министерот нема никаква поврзаност нити со собственичката структура, нити со управителската структура на оваа бензинска пумпа. Што се однесува до барањето на самиот министер да се испитат и неговата имотна состојба, таа, знаете, е веќе дел од планот и динамиката за проверка на чиновите на владата, така да тоа е во процедура и тоа е како издвоен предмет и така да одделението за имотна состојба веќе е поставува во него. Што се однесува да можниот судени интереси помеѓу советникот на министерот и еден од собствениците на бензинската пумпа, ние ги побаравме сите целокупната документација од Министерството за внатрешни работи, во која што е опишана процедурата и постапката за доделување на дозвола за вршење на, односно властување за вршење на технички преглед и за отварање на самиот станица технички преглед. Врз основа на целокупната документација што добивме, очигледно дека целата постапка е спроведена онака како што е и предвидено со законот за возила и испочитување се сите процедури. Значи, барањето е добивено од подносителот од страна на МВР оддел за граѓански работи, секторот за управни и надзорни работи, понатаму е проследено од Бирото за јавна безбедност, оддел за униформирана полиција, секторот за сообраќајни работи. Излезено е на терен од страна на инспектор, кој што зоставил службена белешка и записник за состојбите во самото објект за дали се исполнети согласно законот. Доставен одговор до барањето повторно до Бирото за јавна безбедност и конечно е доставен предлог решение за давање овластување до министерот за внатрешни работи, кој што по сила на законот е надлежен да го подпише. Никаде во оваа постапка не е вмешано лицето, советник за односи со јавноста во кабинетот на министерот, со тоа што очигледно може да се исклучи евентуалното влијание или судени интереси на ова лице во целокупната постапка за издавање на дозволата. Врз основа на тоа, јас наистина предлагам дека овој предмет треба да се затвори, односно да се запре на тамошното постапување, бидејќи не се утврдени евентуални злоупотреби или судени интереси во постапувањето на министерот за внатрешни работи при издавањето на ова решение. Министер сега не се потврдени во оние наводи што беа изнесени во јавноста на пресконференција. Добро, предлог за заклучокот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлог за заклучокот е за. civilmedia.mk